Дали телевизиските програми ја осликуваат реалната потреба на гледачите? Сосема наместо ви е прашањето, телевизиските програми во моментов ја осликуваат, го осликуваат барањата на гледачите. Значи, чим народ, кој ќе видиме дека најголем број на анализите покажува сака да гледа турски серии или сака да гледа, не знам, бразилски или венецуелски, тоа значи дека одговара на потребите на гледачите. Се до онен момент додека некој не каже, односно додека гледачот речи дека ми треба оваква програма или онаква. Значи, додека одредени потреби им се задоволуваат, значи одговараат. Иако има граѓани кои се против, меѓутоа на мнозинство тоа им одговара, значи одговорот е потврден. Што треба да има како содржина на една национална телевизија? Националната телевизија треба да се води сметка, значи сите телевизии, односно сите медиуми треба да информираат, да едуцираат и да образуваат и да забавуваат. Значи, информација, едукација, забава. Главниот македонскиот сервис, тоа треба да биде главна работа, меѓутоа гледаме сега дека и комерцијалните телевизии, и тие и забава имаат и едукација имаат. Меѓутоа, јавниот сервис, тоа треба да го прави на многу поквалитетен начин. Значи, истото треба да го работи, што го работат комерцијалните, меѓутоа на многу поквалитетен начин. Сега, ние да го земеме нашиот јавен сервис, каков е, сметам дека се уште тој е далеку од овие обврски што ги има. Комерцијалните нормално во потрага по пари, во потрага бидејќи пазар, значи информациите се пазар, нифом одговара дека сакаат народот да гледа турски серии, сакаат народот да гледа, не знам, разни емисии кои што се носат од Србија, да речеме, од Пинк телевизија се преземат или, не знам, реални шоу. И пазарот тоа си го користи и тие тоа ќе го прават. Меѓутоа, јавниот сервис не треба да подклекнува тоа, тој треба да си има своја програма и своји содржини кои ќе бидат на многу поквалитетно ниво. Која е причината за ваквите содржини на телевизиите во Македонија? Народот сака таква работа, а на народот сака, како народот сака игри, ќе му даеш игри, ако сака народот колачи, ќе му даеш колачи. Значи народот она што го бара и тоа се причините. Значи во моментот ги задоволува нивните потреби на гледачите, на народот, и затоа се такви содржините. Ако бидат поинакви содржини, можеби нема да гледају. Вие имате пример, можеме да ги земеме, додека беше Ајден. Почна Ајден да емитува турски серии, други, трети таму ги купуваше. Виде Сител дека тоа оди на пазарот и Сител си зеде и тој почна да купува. Виде Канал 5 дека Сител и Ајден купуваат такви програми и тие купуваат. Тоа се причините, народот ги сака тие работи да гледа. Зошто телевизиите не вложуваат во документарна програма? Главна причина се парите за невложување. Ако на еден приватник повеќе му се исплати да купи серија за 500 евра или за 50 евра по емисија, тој ќе купи неа, затоа што ќе биде многу поевтино за да исполни програмата, отколку да вложи десетици илјади или стотици илјади евра во една серија домашна. Значи, не сакаат, поаѓајќи од материјални причини. Да имаат многу пари, веројатно би правеле. Меѓутоа, сега тоа, ова се што кажам, тоа важи за комерцијалните, но не важи за јавниот сервис. Јавниот сервис има обврска и тој мора да прави серии сопствена продукција, да не користи туѓа продукција. Као, не знам, таму што имаше Момент на вистина и какви беа некои емисии што ги битува на јавниот сервис. Не може јавниот сервис да се пушта во трка со комерцијалните медиуми. Никој пат. Не може јавниот сервис да брка рейтинг како што бркаат, односно гледаност, како што бркаат комерцијални телевизии со некакви петпарачки серии. Телевизиите секогаш како одговор кажуваат дека сериите се најмногу фатени затоа што тоа го бараат гледачите. Дали е тоа вистинската причина? Да, точно тоа. Народ
Каков народ, таква е и телевизиската програма, поготово на комерцијалните. И комерцијалните во потрага по екзистенција и натаму ќе купуваат такви програми, и натаму ќе купуваат такви серии и ќе ги емитуваат.